Операцијата Метла за вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи е дегутантна и станала политичко шоу, иако била несуштинска тема која станала доминантна во јавноста. Тој вели дека персоналните решенија не биле суштината на политиката, туку испораката на резултатите. Прашањето на луѓето е прашање на лидерство, на менеджмент со човечки ресурси, на лидерство на политичките партии, дали знаат добрите луѓе да ги постават на добрите места, но тоа е прашање на менаџирање на организацијата, на владата, на политичките партии. Мислам дека граѓаните ги интересира дали организацијата, дали е таа влада или политичка партија, испорачува резултати. Ама граѓаните ги интересира одговорност, ако нема резултати. Мислам дека е повеќе прашање на политичко шоу кој што се создаде. Од тука се наметнува прашањето дали со оваа изјава Османи игра на картата blame game, односно несоодветните кадровски решенија ги препрела врз лошата проценка на првиот човек на владата кој ги назначува министрите. Османи е гласноговорник за нови кадровски решенија во економските сфери. Тој во повеќе наврати вели дека фокусот на реконструкцијата на власта треба да започне со зајакнување на економските капацитети, кои биле во сенка на политиката. Очекуваме деновиве да се оствари тематската средба за потребите од зајакнување на капацитетите на владата во поглед на фокусот на економските прашања, дека ги затворивме политичките теми. И двајцата лидери на коалицијата имаат свој концепт како треба да се зајакнат тие капацитети и треба да седнат и да донесат конкретни одлуки. Со слабите резултати на економските министри се согласи министерот за јавна администрација Манчевски, кој истакна дека секогаш можело повеќе. Од друга страна пак, економските министри велат си работеле како што треба и се релаксирани по ова прашање. Ако ги земате бројките, речиси има година и пол што ние имаме голем раст, а во некои области имаме и двоцифрен раст. Очекувате вие или некој од економските министри да бидат сменати? Значи не е моја работа да направам анализи и да му предлагам на мандатарот кој ќе биде изменет или кој не. Додека јавноста шпекулира кои се ќе бидат дел од реконструкцијата на владата, чии имиња ќе ги знаеме до крајот на месецов, односно почетокот на идниот, се очекува и средба Заев и Ахмети, каде ќе се разговара кои се ќе бидат дел од црната листа за чистка. Најавите за метла на Заев уште во стартна идоа на нож во дуи, откаде реагираа дека тие одговарале само пред нивниот лидер Ахмети. Интегративците велат дека не им се допаѓа терминот метла, бидејќи со метла се чистел неисчистеното, а тие сметаат дека треба да се има почит кон сите соработници, па и на оние кои ќе бидат евентуално сменети. Во меѓувреме, Заев продолжува да размислува и да се консултира за кој ќе биде разрешен, а напомена и дека смена на подолните ешалони, односно директори на јавни претпријатија, може да се очекува кон крајот на јуни.